Добро вечер, Маријан. Граѓаните се повеќе и континуирано добиваат закони на некоја од социјалните мрежи. Некои од граѓаните се охрабруваат да ги пријават овие закони во полициска станица, меѓутоа другите оставаат да се решат работите сами по себе. Согласно статистиката на Министерството за внатрешни работи, во 2024 година 40 на граѓани се охрабриле да пријават дека добивале закони на интернет, односно некои од социјалните мрежи, а заклучно со нивната анализа до претходниот месец вакви закони пријавиле 11 граѓани. Меѓутоа, Македонија во моментов се уште е единствената земја во регионот без закон за сајбер безбедност. За овој закон е надлежно Министерството за дигитална трансформација. Побаравме одговори од министерот до каде е постапката, односно креирањето на овој закон. Во продолжение да ги проследиме деталите. Заканите на социјалните мрежи секојдневие, но Македонија се уште без закон за сајбер безбедност, единствена во регионот. Статистиката на Министерството за внатрешни работи покажува дека на нивна адреса во 2024 година 41 лице се охрабрило да пријави дека добива закани на некоја интернет платформа. А оваа година, заклучно со месец април, помош од институциите за вакви закани побарале 11 граѓани. Првиот човек на Министерството за дигитална трансформација за сите вели дека законот за сајбер безбедност е во финална фаза. Очекува пред јуни да влезе во собрание, а народните избраници ќе имаат време од 1 месец да го донесат истиот, бидејќи овој закон е дел од реформската агенда. И тој ќе отклучи до 10 милиони евра средства од Европската унија за проекти, за инвестиции и за реформи. Така што тој закон е значен прво од тој аспект, а вториот аспект дека ќе регулира одговорноста на институциите за хибридни закани, за превентива, за градење на институционални капацитети за превентива и за одговор на сајбер инциденти. Додека не се изготви правната рамка која ќе биде во согласност со европската регулатива, државата ќе има потешкоти да ги спречи сајбер заканите и за тие што доаѓаат однатре, но и за оние однадвор. Овој закон е почетокот на борбата, не е крајот и не е единственото решение. Тој ќе предизвика прво промена на подзаконски акти, донесување на подзаконски акти, ќе повика на донесување на закони за сајбер криминал и за сајбер одбрана, кои што се кон надвор и спречување на кривичните дела поврзани со сајбер заканите, и третиот елемент ќе почнеме да градиме капацитети. Лажните дојави за бомби годинава ги испразни училиштата во Македонија. Последниот случај кој што ги вознемири родителите и децата беше на 8 април, а голема паника се создаде и во средината на февруари, каде беа евакуирани 240 училишта низ државата. Во 2023 година имало близу 600 пријави. Во последните 3 месеци од 2022 година полицијата има евидентирано 380 пријави за поставени бомби. Најголем дел од заканите тогаш биле за средните и основните училишта во Скопје. Габриела Лескова, Сител.